Како вели Чомовски, зборот на младите во наредните денови се уште ќе го промовира, а кога се младите во прашање, живееме во една друга доба на дигитални алатки и доба во која што и во помеѓу со тие всушност дигитални алатки луѓе создаваат професии. Една таква професија, оние постарите би рекле дека јутјубер и инфлуенсер не постои, меѓутоа јутјубер и инфлуенсер постои. Стефан Лазаров, добро утро во утрински брифинг. Добро утро, Чало. Добро утро на вашите гледачи. Баш ми е драго што сум тука и ќе си направим убав муабет. Убав муабет, да, со оглед на тоа што ќе почнеме со неубавите теми. Во соседството имаше неколку случаи, имаше неколку скандали, ајде да речем, во кои што имаше една јутјуберка, позната јутјуберка, која што почина. Си го одзема животот. Си го одзема животот, да. Па имаше деновиве уште еден таков случај со уште еден јутјубер, Дејан Ѓурич, како и да се така некако викаше, да, и со него пак заврши поинаку драмата. Во Македонија такви работи засега не се случуваат. Да се надеваме дека нема да се случуваат. Па добро, знаеш како Македонија не би требало заради тоа што сме помал пазар и помалку има атак врз нас како јавни личности, помала е бројката, а реално во Србија доживуваат моментално јутуберите поголема слава од самите пејачи. Ако една Цеца во незино време била Цеца, тоа што денеска е Бака Прасе, Цеца во незина време. И кога ќе споредиш еден таков јавен атак, реално јутуберите се уште млади лица кои што немале некаква си школа или позадина за да ги издржат тие хейт коментари, за жал доаѓа до вакви ситуации. За колку следбеници зборуваме? Ако еве Цеца е поим за целиот Балкан, ама кога е во прашањето Богдан Илич. Богдан Илич, да. Богдан Илич кога е во прашање, за колку следбеници станува? Види, кај него на неговиот канал се 2 милиони како следбеници, како сабскрајбери на луѓе кои што следат постојано што меѓутоа реално е дека многу повеќе од тоа го гледаат, заради тоа што и многу од нас гледаат, а не се претплатуваат. Така да мислам дека Богдан Илич држи повеќе од 10 милиони луѓе кои што секојдневно ги отвараат неговите видеа. Кади да се појави, тој предизвикува буквално како Цеца кога се појавила на концерти на времето. Новата професија јутубот, знаеш зошто го направи тоа? Секојдневно не има. Знаеш, секој ден, пејач на пример ќе извади песна на 2, 3, 4 месеци. Технологијата денеска направи баш тие месеци да се подзаборави на пејачот и затоа и музиката на денешно време не се вредна како порано. А еден Богдан Илич, па и јас и Джипи Стефанато што сме тука, кога секојдневно пласираш, секојдневно си актуелен. Околу 60.000, ако не се лажам, следбеници на YouTube и околу 40-50 на Instagram. Тоа ќе рече дека околу заокружена бројка некој од 100.000 луѓе кои што следат што е оно што го објавува, што е оно што го споделува, што е оно што реагираш. Врши ли, Стефан, некој филтрација на тоа што го правите вие, јутјуберите и инфлуенсерите? Јас ќе речам, таа професија во моментов е толку популарна што цели извештаи за одредени кампањи се основаат на тие луѓе, на јутјубери и на инфлуенсери. Да, најголемите политички кампањи сега за избориве беа на YouTube, ако реално гледам, и најмногу пари беа инвестирани не само во YouTube, видеата е еден Васко Ефтов, например, што е на YouTube платформата, да. Филтрација па не врши се уште никој таква работа, баш тоа е најубавата ствар кај нас, што ние работиме слободоумно, ние го правиме тоа што го сакаме. Сега најверојатно ние барем што ги имаме тие бројки, ја имаме одговорноста во себе и треба да внимаваме што објавуваме. Ама имате одредена блокада на одредени работи кои што не смеете да ги постирате. Па блокада во својот ум, реално. Види, блокадата се оние YouTube правила, не смее да има хейт спич или како се вика јавен булинг, нели треба да внимаваме што зборуваме, да нема пцуење, да нема голотија, но тоа го прави YouTube. Сега македонскиот јазик се уште нема во Македонија некој што го контролира. Дали ние што зборуваме, на кои теми зборуваме, дали се пцуеме едни со други. Во овие 4-5 месеци YouTube направи некои нови правила што го знае да усмери што е добро, што е лошо, меѓутоа ако збориш институции или некој во нашава држава да го контролира тоа, се уште не. Сега ако постапиме лошо, ако дојде до ситуација како што дојде со Кика, нели нормално ќе се интервенира и веднаш ќе се спречи такво нешто, меѓутоа за наша среќа се уште. Дали на време тоа е знак прашаник?
знак прашалник, затоа што ние, како што кажав, имаме слободно право, ја што сакам да објавам денеска. Сега секој од нас верувам дека внимава со својата глава и размислува кои се последиците, што може да се случи. И за наша среќа мислам дека сите што се бавиме со YouTube кај нас сме до негде одговорни. Сега не можеме да бидеме целосно, сепак таа мрежа и е за забава, не можеме постојано да бидеме едукативни, да внимаваме што објавуваме, некојаш што објавуваме глупости. Сега треба да знаеме до кај е границата. Како се прави таа граница, на што е глупоста, што е? Па границата е барем да внимаваме да не покажеме кон некого нешто лошо и тој да не се чувствува како што се чувствувала например Кика, да не посегнува по својот живот, да внимаваме и кога ги правиме ние тие караници, да внимаваме да не зборуваме за приватност, да еве например во случајот со Кика Богдан Ирич објави јавно дека е кељава во таа ситуација, таа носеше перика заради тоа што имаше проблем со си залепила мастики. Па после настана цела таа приказна, барем кај нас во Македонија, најверојатно зашто сме на мало село, сите се познаваме лично, барем тој момент не го преминуваме, да кажам. И кој, бидејќи имаш податоци за тоа, која возрастна група те следи, нели, во кој период на денот и слично? Со моето појавување, слободно ќе кажам, без да се фалам, мислам дека почна да гледаат и над 18 веќе луѓето, бидејќи почнав емисија да правам, нешто што возрастните го гледаат, коментирам актуелни теми. До моето појавување реална публика беше до кај 18 децата. Меѓутоа статистички ако ги отвориме Instagram профилот и YouTube профилот кај мене, возрастната публика е од над 18 до 30. Така да таа е публиката реално што гледа, а и многу помалите. Меѓутоа многу помалите моментално го гледаат GP, Стефанатор, бидејќи они играат, геймаат. Јас тоа не го правам, така да маци се подели публиката. Добро, меѓутоа и таа публика гледаше, имаше прилика да види на одредени јутјубери, инфлуенсери или луѓе кои што ги користат тие социјални платформи за во насока на она што рече глупости. Имаше примери со напади во училиште, со напади на улица, баш поради такви некакви забавни причини кои што воопшто не држат забава во себе. Меѓутоа таа е малолетна публика. Таа е публика која што на некој начин овие луѓе им се идоли. Ги читаш ли ти редовно коментарите на луѓето кои што... Сите. Мислам, видео ситуацијава што спомнав со школа, знам и кон кого целиш, знам и за кого збориш. Не, јас знам само дека имаш одредени случаи во медиумите. Сега, дали беше од еден или од двајца или од тројца инфлуенсери, воопшто не знам. Па станува збор за Ритко, кој што е од Битола, он е моментално... Неважно, воопшто дали... Не, па види, го спомнувам заради тоа што, пак ќе кажам, секој од нас си креира своја содржина, тоа публиката го препознава. Со тој Ритко имавте и личен... Да, личен конфликт. Конфликт, така да... Не, нема да зборувам од свој аспект, ќе опширно маце ќе фатиме темава. Знам зашто кон што целиш. Секој од нас децата се сведоци на булингот, сведоци на насилство кое што треба да биде забавно, а всушност не е. Тоа ми е прашање. Па затоа кажувам, секој од нас има одговорности, секој креира своја содржина и секој има своја публика, ме разбираш? Секој треба да препознае што кој од нас сака да постави на тие социјални мрежи. Јас на пример тоа не би го направил никогаш. Таа е моја граница. Меѓутоа за жал бројките го покажуваат другото. Колку и ние да се лупаме во гради тука и да кажуваме како треба или како не треба, еве јас ќе поставам едукативно видео ќе има 20.000 прегледи. Некој друг ќе постави блювотина ќе има 150.000 прегледи. И сега на крајот денот секој од нас само треба да си се погледне во огледало и да си каже до каде одиме за тие прегледи. Колку како особа се деградирам и сакам да се спуштам за да ги направам тие работи. Ако правиме и реално муабет, не си само јутуберите најголем пример. Да, треба да почнеме и не само и политичарите, и сите нас. Секој од нас некогаш представува лош пример. Никој од нас не може да биде добар пример постојано, ме разбираш. Затоа почнувајќи од себе, јас барем се трудам кон мојата публика барем да ги наведам кон правец на едукација, на добар говор, да знаат како да се однесуваат, заради тоа што барем тие вредности се подзагубија некако. Така, и сега бидејќи разбирам дека е тоа професија која што со себе носи финансиски средства за одредени комерцијални потреби, тогаш оние реклами кога се во прашање кладилници, кога се во прашање казина, нели внимавате ли на тоа дека има малолетници кои што ве следат и вас и ги гледаат тие примери? Па искрено јас себе лично соработувам со кладилници и од мој аспект не внимавам. Зошто? Заради тоа што има многу примери на јавни личности кои што го прават тоа. Плюс, не можеш да не ставиш тината пет дека ние им наметнуваме да се коцкаат малолетниците, кога рекламираме такво нешто.
поготоа тие реклами се постојано сегде достапни. И не можам ја на тебе да ти наметнам нешто ако ти не сакаш. Јас кажувам, ако ти одлучиш да се коцкаш и така натаму или да земеш брзи кредити или што и да е во прашање, тоа е твоја одлука, а не моја. Јас представувам нешто што е вистински е така, а одлуката е твоја. Јас не ти доаѓам дома да те земам, да те врзам за стол, да ти кажам ај сега земи коцкај се. Така да види, затоа кажам, има работи кои што се добри и има работи кои што некои ги сметаат за лоши. Сега ние пробуваме да најдеме некоја средина, заради тоа што сепак живееме во општество кое што знаеш како е во Македонија, мора да се преживаат некои работи. Јас ако оставиш на мене да има работи што ги правам што не сакам. Не зборувам за кладилницата и за другите работи. Затоа што пак сметам, секој од нас има слободна одлука. Еден Роналдиньо е заштитно лице на Моцарт и сега ние ли треба ли Роналдиньо да го во ситуацијава да го ставиме на тапет? Па и сите спортисти ги рекламираат тоа. Моментално во Србија исто. Најпопуларната серија е Јужни ветар. Јужни ветар сите знаеме што се покажува. Да. Ако сакаме да збориме реално, со тој проблем се соочуваме заради тоа што општеството не натера натаму и моментално најгледани се тие работи. Ги изнакажавме, ги испофаливме тука еден куп економски брендови, меѓутоа да, во вашиот свет таков е всушност и пазар. Стефан, ти благодарам на одвоеното време и на разговор. Фала на поканата.